civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Господјо Тодоровска, денеска сме во Куманово да се сретнеме меѓу другите и со наблюдувачите на нашата организација на Цивил, кои што го наблюдува изборниот процес за локалните избори што се одржаа пред неполни 3 недели. Ке ве замолам да ни кажете од ваше гледиште на наблюдувач на мобилен наблюдувач на Цивил, како протече предизборниот процес на изборите, изборниот ден, како и сега постизборието, како што го гледаме? Мој општ впечаток како дел од мобилниот тим на Цивил е дека изборите протекоа во мирна и фер и демократска атмосфера. Она што може да се забележи, бидејќи Куманово беше специфично за овие локални избори, имавме 2 кандидати. Тоа општо познато, кој што доаѓа пред се од иста политичка партија, но заради некои околности кандидатот кој што сега е градоначелник победи. Можам да кажам дека од почетокот на изборните активности, па јас не забележав некои посериозни, освен технички недоследности. Фингерпринтите воопшто не работеа за првиот изборен круг, зашто и можам да констатирам дека членовите на избирачкиот одбор воопшто не беа подготвени. Значи, тие беа неспремни, имаше многу доцнења. Забележав еден прекин во гимназијата, Гоце Делчев во 10 минути заради некои изборни, но би рекла ситни и технички недоследности. Сепак, пак ќе кажам една оценка дека во Куманово протекоа изборите мирно, иако имаше, пак ќе кажам, и одредени агитирања од страна на политички партии, на поединци, посебно на социјалните мрежи. Забележав за време на вториот ден тек од гласањето дека поедини групи се закануваа меѓусебно, значи од двата политички табори, но сето тоа би рекла беше во граница на нормалата. Овде на градскиот плоштад се одржано свечениот дел во кој што победничкиот тим на наше Куманово славеше. За среќа немаше некои инциденти поголеми. Дали мислите дека сепак овие малечки, како што ги кажувате, нерегуларности, како што сте агитирање, па нели меѓусебни пресметки, дали во некој дел според вас влијаја на изборните резултати? Или да приначам, дали мислите дека сепак изборите беа демократски? Ке кажам пак дека општ впечаток е дека беа демократски, инаку ако се направи некоја подетална анализа, ќе може да се види дека припадниците и на двата табора, повторно ќе кажам, имаше многу говор на омраза, посебно на социјалните мрежи. Значи, кампањата и од двете страни не се одвиваше онака како што требаше. Многу роднини, многу пријатели, братучеди, дури имам впечаток, бидејќи познавам многу луѓе, дека дојдоа во конфликт. До сега беа на едната страна, од сега треба да гласат на другата страна. И затоа сметам дека освен овие технички недоследности, сепак имаше и говор на омраза. Може би, сте забележале, имаше и дури и тепачки помеѓу двата кандидата на советници. Сето тоа помина, би рекла, пак во мирна атмосфера. Што мислите како наблюдувач, сепак вие близко ги наблюдувавте изборите како наблюдувач, што мислите, дали на овие избори сепак луѓето гласа за партија, бидејќи изборите беа локални, но се чинеа дека како да не се локални, дали избираа помеѓу партија или кандидат? Дали беа видливи програмите на кандидатите или нешто друго? Програмите на кандидатите и да сакаат не беа видливи, затоа што некако мислам дека и сите кандидати кои што учествуваа во овој локален процес повеќе така во Куманово се задржува на некои високи политики, многу малку за Куманово, што и како ќе се направи, затоа што Куманово е специфично. Ме прашавте дали се видливи мислам со гласувањата. Не знам, лично сметам дека, сепак ќе кажам, многу малку се понуди за Куманово. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.